Повторно сме назад во студиото на Алфа телевизија и си продолжуваме со последниот разговор за ова утро. Ова утро имавме гостин од Струга и веќе и вториот гостин ни пристигна од Свети Николе. Убава разновидност утринава од секаде низ Македонија, од сите делови. И ова утро ќе разговараме за она што ќе се случува од понеделник, од 12 до 17 август. Ќе се случува меѓународна ликовна колонија Ѓуриште 2024 година, а ова утро заедно со нас и со вас, почитувани, е Николче Тренчев, директор на Дом на култура Крсте Мисирков од Свети Николе. Добро ви утро. Добро ни дојдовте утринава од Свети Николе овде директно во Скопје. Убаво патувавте по пат. Немаше многу гужва, предпоставам дека петок. Да, по обиколница нема гужва. Добро утро, поздрав до вашите гледачи на оваа прекрасна утринска емисија. Поздрав до вас. И еве тука сме, како што кажавме, да ја представиме нашата традиционална меѓународна ликовна колонија Ѓуриште 2024 година, која што се случува по 19-ти пат. Да, оваа година по 19-ти пат. Имало во минатото, па не и толку далеку короната, нели, кога беше, некој пауза, да, меѓутоа 19-та година се одржува оваа ликовна меѓународна колонија. Секој пат во август, предпоставувам, терминот е тој или мора да е така? Па да, околу август, затоа што нели со самиот разговор со уметниците, тој период е некако слободен и за нив. Преферираме претежно да бидат академски сликари, значи малку на повисоко ниво е колонијата и тој период е некако слободен за нив. Некои кои се на работа добиват, нели, бараме дозвола од самите институции, училиштата кои каде работи, меѓутоа до сега немаме никаков проблем, значи. Така. Околу тоа. Се случува веќе ќе почне оваа меѓународна ликовна колонија во понеделник и трае цела недела. Понеделник од 12 до 17. Ајде да ја објасниме накратко програмата, агендата, што ќе се случува, бидејќи 5 дена е сепак голем, мислам, многу денови се. Има сигурно програма за сите оние кои што се заинтересирани за ликовната уметност и кои што сакаат да го посетат Свети Николе. Па вака, значи меѓународно самиот збор кажува, значи имаме уметници од страна, од кои сум, еве, и во по одамнешните години има да уметници од страна, меѓутоа јас си некако кога дојдов директор, си поставив за цел да ја направиме стварно меѓународно, да биде на повисоко ниво и некако во континуитет годиниве наназад донесуваме уметници малку од подалечни земји. Тоа ми е некако приоритет, искрен да бидам. И оваа година за прв пат носите од Иран, така? Да, уметници. оваа година малку чудно, нели, не секојдневно. Најдовме уметници, обезбедивме од Иран, двајца уметници. Еден ќе имаме од Црна Гора, двајца од Србија и останатите 5 се од Македонија. Еден од Куманово, двајца од Прилеп и двајца наши, нели, домаќини, локални уметници. Така. Тоа значи дека на меѓународната ликовна колонија дека на лице место ќе сликаат, така? Да. Еве одат веќе и фотографии, може да ги видат и нашите гледачи, преубави дела на вистина. Се гледа тука како дел од уметниците на лице место, нели, сликаат? Да, се прави на лице место. Во овие 5 дена, значи имаат задача, така да речам, уметниците со претходен потпишан договор или изјава дека се обврзани да направат 2 фотографии и пак ќе кажам, како сум јас директор, некако воведов една заедничка фотографија, да кажем. Досега има, значи, 2 години, 2 такви фотографии, 10 уметници сликаат на едно платно, односно се потпишуваат со свој ликовен запис на едно платно. Всушност, оставаме 21 дело на оваа ликовна колонија. За овие 5 дена се обврзани, како што кажав, да ги сработат тие 2 слики. Изборот е наш на големината на форматот на платното. Темата е слободна, на која што отворат тие, значи немаме некоја задолжителна тема. Техника на која што ќе се работи? Техника претежно е акрил техника, значи водени бои, да кажем. Обезбедена од ваша страна, така? Да. Значи оваа ликовна колонија, да, од наша страна, директно покровителство е под општина Свети Николе, една јавно благодарност до градоначалникот и до општината, кои што во континуитет ја подржуваат оваа ликовна колонија. Значи дел средства од кај нив, дел од нашата сопствени средства, нашата институција обезбедуваме средства. Престојот каде што се сместени учесниците од страна е во селото Црнилиште, таму имаме
ресторан и Линден, ево и газда Раде да го поздравам. Често пати знае да ме критикува, не ни даде поздрав. Таму престојува, таму спијат, таму доручкуваат, ручат, вечерат. А цртаат во Свети Николе во Домот на култура. Ето, аз сакав да прашам каде се значи во просториите на Домот на култура се случува овие ова трета година, значи имаше ке нас. фотографии и од надвор, значи дека има сликање и во дворот, така? Пред самиот Дом на култура, да. Пробавме една година да ги разместуваме уметниците, значи на разни локации да цртаат, меѓутоа во разговор со нив, нели, црпаме некакво искуство. Да, не е убаво да им се менува локацијата. Тие сами кажуваат дека најдобро би било да бидат стационирани на едно место, тука се сконцентрирани и тука наубаво да цртаат. Да. Значи да не биде тоа преместување штафела и платна, бои од едно место на друго, се губи концентрација, време и така натака. Да. Ке трае 5 дена, тоа значи отворена за посетители во кој временски период е? И ке може да дојдат така сите заинтересирани. Отворено е, Домот на култура секако работи, просторот е отворен за секој што сака, нели, љубител на уметност може да помине, да зирне, да види што прават тие луѓе, што цртаат. Од колку до колку часот, како е? Па обично доручекот негде од 8 до 9 и после 9:30 веќе тие се на самите места имаат задача да цртаат. Пауза има мала за ручок, нели кога одеме да ручаат и повторно се враќаме назад на. Предпоставувам дека посетителите може да си разговараат со уметниците, да си споделуваат некои искуства. Она што сакам да ме прашам, каков е интересот за оваа ликовна колонија, бидејќи 19-ти пат е веќе поред, значи дека постои интерес и од домашната, предпоставувам и од странската јавност, така? Да, интерес има доста голем интерес за оваа ликовна колонија. Се јавуваат уметници, да речам сега еве и бараат место плюс, меѓутоа јас имам лимитирано некоја граница, да речеме до колку се вкупно учесници? 10 уметника, затоа што нели не идам на бројка да биде тоа само на квантитет, да има поголем број на дела, туку да има и квалитет. Тоа што е најважно. Тоа кажува, мислам и самите уметници го кажуваат тоа, бидејќи тие се ностоп овакви ликовни колонии и кажуваат дека една од подобрите и поубавите организирани ликовни колонии во однос на цртање, на место, на спиење, јадење, на самите слики, како се потоа, значи ние сме, ајде вака да кажем, можеби единствена ликовна колонија или институција што после цртањето ги урамуваме сликите, секаде каде што ги носиме на изложба низ Македонија, па и кај нас, сликите ни се урамени во прекрасни рамки и нели, самото тоа му дава друг лик на самата слика. Зборуваме за уметничките дела, така кои што имавме можност да ги видиме. Она што е интересно е тоа што овие дела остануваат за вас. Уметниците ги подаруваат, така? Сега често прашање дека нели ги отстапуваат двете слики на Домот на култура. Сега бидејќи сте навистина преубави, еве ги видоа и гледачите. Често прашање пред да се вклучиме во живо, ми кажавте дека често прашање и јас ве прашав дали може да се купат тие дела некако. За сега се уште тоа не е возможно, меѓутоа се во сопственост на Домот на култура, така? Да, во наша сопственост се тие слики, бројката е прилично голема, значи некаде имаме преку 350 слики до сега, да. Овие ќе бидат надополнети плюс, значи се зголемува бројката. Да, често прашање директоре да купиме слики, да купиме баш вчера имав. Убаво би било да ги краса домовите на така нагледачи. Од наши, така да кажем, селени што е во Америка, сакаше да откупи, значи голема бројка на слики. Меѓутоа не знам од кои причини до сега не е направено да може да се. Да, има процедура, претпоставувам, бидејќи е сепак уметничко дело, нели? Па во мое малку истражување или распрашување, како да кажем, мислам дека треба да има, колку што добив информација, овластен проценител на тие слики, значи стручно лице, да процени која цена би била, затоа што нели сепак се работи за уметничко дело и тука не смее да има калкулација или ајде вака ќе ја продадеме или онака. Значи мора да има процена, па потоа бидејќи сме општинска установа, одлука на совет да има за да се направи аукција и како и да е. Искрено сакам тоа да се случи, бидејќи тие пари добро би ни дошле, бидејќи сами ја финансираме ликовната колонија со општината, да ја подигнеме малку на повисоко ниво, нели, кога имате малку поголем број на средства, повисоки средства, можете да доведете уметници од било каде. Така.
Имате ли овие слики, дали ги изложувате во текот на годината некаде, дали одите можеби вие на некои колонии? Не, на колонии не одеме ние, меѓутоа од колонијата од оваа година, значи првата изложба ја правиме во Свети Николе кај нас на домашен терен, да. Тоа се случува на денот на ослободувањето на Свети Николе. Има свечена седница, значи организира локалата празник на градот, како да кажем. И на тој ден традиционално се за прв пат овие слики истакнуваат, може да се видат таму сликите, а секако имаме соработка со другите културни институции низ Македонија и ја носиме на доста места да ги покажуваме сликите. Каква е посетеноста, Николче, на оваа меѓународна ликовна колонија? Мислам од граѓаните. Дали има интерес кај Свети Николчани? Дали доаѓаат посетители од другите делови на Македонија? Како останавме тука, значи да цртаме во Домот на култура, доста е посетена ликовната колонија. Претежно оние, нели кажавме, што се љубители на уметност, од сами уметници што има во градот, секојдневно се тука. Случајни минувачи, значи, доста е посетено. Сакам да ве прашам сега вака. Се вика Ѓуриште 2024 година. Мислам, овој пат дека. Година, да, 24. Зошто Ѓуриште? Тоа што е? Тоа е локалитет некој тамо кај вас, така во Свети Николе? Крстено е по локалитетот, тоа е излетничко место, планина кај нас, Ѓуриште, доста познато. И ете, кога почнала најверојатно така уметниците се собрали и решиле препознатливо е Свети Николе по тоа место Ѓуриште. И ги крстиле така. Да. Дали е оваа колонија оваа година нешто можеби поразлично од минатата година? Кажавте дека имате уметници од дури од Иран, сакавте од што подалечна земја, нели, да донесете? Па поразлично е тоа. Кај уметниците, значи ги менуваме некои, имаме ирландски, морам да бидам искрен, затоа што нели не е работа само да експериментираме, да донесеме некои уметници каде што не би нашле заеднички јазик. Оваа група некако е склопена како што треба да биде. Уметниците од надвор ги бараме по препораки. Јас ги гледам што сликаат слики, значи од порано што имат изработувано и така по наш вкус, да кажем, ги бираме уметниците, а да, целта ни е да доведеме од подалечни земји уметници, пак ќе кажем да ја кренеме колонијата на малку по-високо ниво. Да. Вие сте директор на Домот на култура Крсте Мистриков во Свети Николе. Ова организирањето на оваа колонија ви е една од активностите, ама си имате и тековни активности преку годината. Ајде малку една лична карта на Домот на култура, кои му се останатите активности и да ве потсетам да си ги поздравите колешките, нели така кажавте? Да, колешките, колегите што ги има. Морам да ги поздравам. Морам да ги поздравам, да. Тоа е еден прекрасен тим, кој што најдов, нели, јас на него како директор. Вака, во склоп на Дом на култура, значи, фигурира и градската библиотека кај нас, Гоце Делчев. Имаме музичко-сценска дејност, колега, драмска, литературна дејност. Тоа се тие дејности, сега додека за вакви настани кога го организираме или кога правиме, мораме самите, за жал, немаме лице ангажирано, стручно лице за ликовна дејност, меѓутоа се снаоѓаме во тој дел. Активности се тие тековни, промоции на книги, изложби, концерти музички колку можеме да донесеме, дали од класично, дали од забавна музика, организираме мини фестивалчиња кај нас, звездички. Промовираме нови наслови на книги кои ќе добиеме, значи кои ќе купиме. Филмско пуштаме филмови цртани за деца, значи киното колку толку можеме да го работиме. Имате и кино, така? Да, имаме кино, сала имаме, да. Работи редовно киното или како? Па немаме некоја редовна програма или како тука што се да речеме овие тоа значена дејност што е примерна дејност, меѓутоа се трудиме колку можеме да донесеме нови наслови, нови филмови за да може јавноста кој го интересира да дојде да погледне да види. Ме интересира колку се оваа, да кажам, колонија посетена од младите, Свети Николчани, и која е старосната возраст на уметниците? Старосна возраст нема. Нема ограничување. Кажуваме пред се треба да бидат, нели, ги бираме да бидат академски сликари. Значи тоа значи после 22-23 години па нагоре до додека може така, додека може да творат. Сега немаме одредена граница, меѓутоа
се трудиме да бидат помлади, искрено, затоа што таков е склопот на тие уметници што ги бираме, да не биде многу стара, ете, старосна граница. Така, и младите дали ја посетуваат колонијата и дали ги посетуваат овие активности кои што ги има Домот на Па култура? имаме добра соработка со училиштето, основните и средното училиште имаме добра соработка, доаѓаат, значи со наставниците, со професорите ги доведуваат по класови да може да видат како се твори, потоа изложбата ја гледаат, така да добра посетена си. Така. Ќе ги повикаме сите да дојдат, значи, во Свети Николе од понеделник до петок, така? Да, до сабота. Сабота веќе си заминуваат до петок да. Во Свети Николе и да бидат дел од оваа меѓународна ликовна колонија. Ѓуриште 2024 година. Може да уживаат во убавите дела на сите на уметниците. Имам уште една минутка, ама нема да ве пуштам додека не ве прашам, бидејќи имате и своја група со која што настапувате, нели? Имате ли некои настапи, како е работно ли е периодов? Бидејќи е лето? Да. Имате можеби нешто ново, дали се крчка, дали се подготвува можеби некоја песна, некој спот? Ново имаме песна, да. Спремаме нов спот. Претходниот веќе пред некои 2 месеци излезе, тука бевме ке вас гости, го промовиравме, така да добро е да работиме. Таа група веќе фигурира веќе скоро 20 години на македонската сцена, така да тие што не повикале на свадбено весело знаат како работиме ние. Да. Добро, Николче, ви благодарам многу за гостувањето. Ќе ви посакам среќен пат назад до Свети Николе. Се враќате вие на вашето работно место денеска, каде што ве чека вашиот колектив, вашиот тим. Ви посакувам успешна изложба, да имате, да биде се како што сте планирале и можеби да не требаше нешто да кажете, јас не ве прашав за крај. Па мислам дека се кажа во врска со ова, само да ги повикаме само гледачите да дојдат да ја посетат самата колонија како тече, како трае и изложбата на 14 септември, а воедно и вас еве да ве поканам како телевизиска куќа да дојдете во текот на неделата кога можете и директно од лице место да снимате и да известите. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.